Полицијата покажува немоќ пред ликвидациите со подпис. 15 дена нема осомничени за двојното убиство на Рузвелтова, кога со калашников беа убиени Наима Беланоца и Антонио Парапулов алијас Тозо, а 19 годишник беше тешко повреден. Неколку убиства и напади со автоматски пушки се случија изминатиот период, кои потсетуваат на класична мафијашка пресметка, но сите се без разрешница. Подземјето се почесто меѓусебно си ги решава проблемите и нерешчистените сметки излегувајќи на мегдан низ улиците во градот. Оние што треба да ги спречат се појавуваат подоцна да ги соберат испуканите чаури и да почнат со истрага. За крвавиот напад на Рузвелтова, иако од МВР убедуваат дека се блиску до разрешница на случајот и по 15 дена од дивењето со автоматска пушка во строгиот центар на Скопје, нема уапсени, а ниту полицијата, ниту обвинителството утврдиле идентитет на оние кои се возеле во зелениот джип Land Rover, од каде беше пукано кон Ајети и Парапулов. Од МВР знаат дека во прашање е пресметка меѓу криминални групи што оперираат во Скопје. Мотивот најверојатно е борба за превласт со продажба на дрога, оружје, трговија со луѓе или кражба на скапи автомобили. Кога некој од ривалските банди ќе се вмеша во бизнисот на друга или пак ќе се обиде да влезе на туѓа територија, тогаш резултатот е налик на овој на Рузвелтова. Бандите штитат својата област и од ривалите и од полицијата, на сметка на безбедноста на граѓаните.